Благодарам, министерке. Најпрво сакам да ви заблагодарам што дојдовте во оваа свечена сала на владата. Мене ми се обрати од кабинетот и велат утре е 8 март, односно идната недела е 8 март, сакаме да повикаме гостинки во некаде во некој простор. Ја кажав, тоа може да биде само во свечената сала на владата. Обично сите ја гледаат оваа сала на телевизија, ама редно е оние кои што најмногу придонесуваат во општеството, а тоа се жените кои што работат макотрпно, да имаат барем еден ден кога може да дојдат тука и да видат како функционира. Сакам да ве поздравам сите, некои од вас и ве познавам, со претседателката на Сдружение на пензионери. Во оваа сала имавме напорни преговори за воведување на нова методологија за пензии, пред тоа имавме и со синдикатот, каде што исто така учествуваат жени. Тука се мои две драги колешки професорки, Станојковска, Трајковска и Арнаудова, кои што сигурно многу ви помагаат од Филозофскиот факултет од УКИМ и уште други со кои што се знаеме од претходно. Дозволете ми најпрво да ви го честитам 8 март, Меѓународниот ден на жената, и денес е денот кога даваме гласност на пораките дека без потполна родова еднаквост нема ни демократија, ниту социјална правда. Но она што јас се залагам тоа е да не биде само денеска честитањето и да не биде само денес одбележувањето. Цврсто стојам на ставот дека овие прашања ќе бидат решени само ако им дадеме постојана гласност и видливост и ако секој ден зборуваме за нив и ги истакнуваме пред целото општество. 8 март е секако можност и да поразговараме за економската, политичката и социјалната рамноправност на жените, но тоа е првиот од 365 дена гласност за кој јас силно се залагам. Како влада активно работиме да изградиме општество без стереотипи и дискриминација, општество кое е инклузивно и обезбедува еднакви можности за сите. Општество во кое сите заеднички се грижиме и секојдневно ги охрабуваме борбата против родовата неравноправност, сексизмот и мизогинијата. Активно работиме за да ги запреме сите видови на неправда во општеството, зашто борбата за правата на жените и девојките е борба за праведно општество. Минатата година Република Северна Македонија го донесе Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство. За прв пат во овој закон се дефинирани различни форми на насилство врз жените, а и за прв пат имаме законско решение кое насилството врз жените и девојките се дефинира како родово базирано насилство. Ова е прв закон кој дава обврска на институциите да постапуваат со должно внимание при заштитата на жените, жртви на насилство и семејно насилство. За прв пат во националната легислатива е воведен и клучниот процес за затворање на кругот на насилство врз жени и семејно насилство со реинтеграција на жени жртви на насилство. Во законот воедно е предвидено и брзо и ефикасно постапување на сите институции во институционален одговор на секаков обид за насилство. За прв пат досека законот предвидува и обврска за судовите кои се должни во рок од 24 часа од насилството да донесат одлука за отстранување на сторителот од домот од 10 до 30 дена, како и сет мерки и услуги за привремен престој на жените жртви на семејно, нивните деца, жртвите на трговија, на луѓе и сексуално насилство, каде ќе им биде обезбедена помош и поддршка. Од сите нас зависи како ќе се спротивставиме на насилството. Молкот не е решение, зборувањето, дигањето глас, преземањето мерки и мултидисциплинарниот пристап е вистинскиот пат за искоренување на насилството врз жените, родово базирано и семејно насилство. Реагиравме и на трендовите на сексуално вознемирување на интернет. Токму затоа во кривичниот законник ги воведовме како нови кривичната дела демнење и сексуално вознемирување како одговор на злоупотребата на интернет каналите за комуникација. Нашите заложби за економско јакнење на жените ги вклучуваат подеднакво и девојките и жените. Ги имаме и првите ветувачки резултати. Северна Македонија е лидер во Европа според бројот на жени истражувачи кои имаат учество од 53% во вкупниот број на истражувачи во државата. Тоа е потврдено во последниот објавен извештај на УНЕСКО. Северна Македонија е прва земја која не е членка на Европската унија, а успешно го имплементира проектот Гаранција за млади за брзо вработување веќе 4 години поред. Овој проект во чиј фокус е млади невработени лица до 29 години. Со оваа мерка минатата година беа опфатени 19.298 млади невработени лица,
од кои дури 74,8% се жени. Со новото зголемување на минималната плата, пак им излегуваме во пресвет на вработените во индустријата за текстил, кожа и чевли, во кои најголем процент исто така се жени. Грантот за руралните жени од мерката Подршка за активен женски член во земјоделско домаќинство е само една од повеќето мерки на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за директна подршка на индивидуалните земјоделки. Тука се уште и мерките Млад земјоделец како и подршка за стартување на нов агробизнис. Продолжуваме и со настојувањата за анулирање на разликата во вредноста на трудот меѓу жените и мажите и во секој сектор да обезбедиме девојките и жените да имаат апсолутно еднакво право да напредуваат во нивните работни кариери и да бидат избирани на највисоки работни позиции. Денеска, со честитките по повод Меѓународниот ден на жената, повикувам да не запреме тука. Независни и економски силни жени со својот силен глас и мислење, со можност за слободен избор и еднаквост, се еднината на нашата држава, која нема да толерира дискриминација по ниеден основ. Само така, заедно, создаваме инклузивно, еманципирано и силно општество. Да живее 8 март, Меѓународниот ден на жената, и на сите нека ви е честито.